Добро вечер уште еднаш, како што веќе најавив, гости во топ тема се професорката Најчевска, адвокатот Туртевски и Слободанка Јовановска, главен и одговорен уредник на Независен весник, и се извинувам за лапсусот во претходната најава. Дискутираме за случувањата на ден по официјалното бегство на Груевски надвор од државата. Најновата информација дека Орбан соопшти дека неговата влада од безбедносни причини го прифатила барањето за азил на Груевски, бидејќи, како што вели Орбан, Груевски 10 години бил премиер на Македонија, а Македонија и Унгарија имаат добри односи. Тоа тој го соопшти попладнево на веб-сајтот на неговиот кабинет. Веднаш Најчевска се отвори и прашањето за можноста на азил и всушност излезе дека она што го напиша Груевски на својот профил Facebook вчера, можноста да добие азил дека е жртва на политички прогон и закани по животот, очигледно го направил затоа што една од можностите да добие азил во унгарското законодавство е токму тоа. Постојат и други наводи зошто може да се добие азил за одреден тип на дискриминација и слично, влегувајќи и политичката дискриминација. Меѓутоа, очигледно дека е добро смислен план. Што ова всушност значи? И самото прифаќање на постапката за азил од страна на Орбан и на водите на Груевски и сето она што се случува околу него? Прво, многу ми се бенди се тоа официјалното бегство. Мислам, многу добро е како израз. Она што јас се плашам во моментов, еве и слушајќи го ова прво прашање, е дека ќе почнеме да се бавиме премногу со Орбан. И со тоа дали и што ќе направи Орбан, дали ќе му даде азил, дали нема да му даде азил, кое што е прашање кое што е можеби интересно и на кое што може да се дадат одредени одговори, меѓутоа не сме да не оддалече од она што би требало да биде наш главен интерес, а тоа е како воопшто се случило Груевски да побегне од државата, како се случило институциите да не најдат соодветен начин да го обезбедат неговото влегување во затвор и кои се тие институции кои што би требале да превземат одговорност и зошто се уште имаме општество во кое што никој не е спремен барем да искаже некакво сомнение дека дел од одговорноста е и во институцијата која што тој некој ја раководи или е таа одговорност во рамките на неговата надлежност. Значи и јавното обвинителство, и судовите, и Министерството за внатрешни работи едноставно само ја префрлаат топката едни на други, а сега очекувам дека топката ќе биде конечно префрлена на главниот виновник, а тоа е Груевски, и на уште поглавниот виновник Орбан, кој што се спрема да му даде азил. Не е крив во случајов Груевски, не е крив Орбан. Криви се институциите кои што не успеале да обезбедат задржување на Груевски на територијата на Република Македонија. Јовановска, вие денеска бевте на изјавата на Заев заедно со неговиот колега од Малта. И таму тој даде практично еден политички одговор на прашањето чија е одговорноста и повторно, како што вели Најчевска, ја лоцираше кај Груевски нарекувајќи го кукавица. Со таа реторика се речиси и сите други, и министерот за надворешни работи даде денеска став на Твитер, односно на социјалните мрежи. Со таква реторика одеше и вчера во своето интервју на Канал 5 Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи. Никој не сака да го посочи прстот во никој, дури ни самиот премиер. Што ви одговори кога го прашавте чија е одговорноста? Тоа не беше одговор, тоа беше изговор по мене. Премиерот се повика на фактот дека сите постапки што ги правел Оливер Спасовски, него ни спомна по име, реално, и другите институции биле по закон и по прописи. Мислам, тоа е толку абсурдно, бидејќи на крајот на криштата нас не интересира резултатот. Нормално дека владата треба да работи по закон и прописи, меѓутоа друго прашање е колку тоа нивно работење дава резултат. Резултатот по моментот е дека Груевски го нема во државава, дека најкрупниот политички процес се претвори во фарса. Дека едноставно, според мене, од денеска, сите тие судски процеси што се водат од СЈО, на некој начин се смешни, пародични, затоа што никој не може нас да ни гарантира со вакво однесување, со ваква работа на владата, дека не можете неколку од нив да избегаат.
Јас затоа мислам дека ова избегнување да се посочи одговорноста кај одредени луѓе од владата за бегството на Груевски, дека е уникатна работа. За ваков крупен настан, што не се памети, мислам дека е без преседан во Македонија, а искрено речено нема време да проверам, меѓутоа мислам дека и во европски рамки, па и во азиски рамки се нема да е случено вакво нешто. Ваква крупна политичка фигура со волку тешки обвиненија, со волку отворени процеси, со изречена пресуда да избега на ваков, како да кажам, на лесен начин преку граница, мислам дека тоа премногу за наш вкус. Туртевски, со оглед на тоа што за овие денови се изнаслушавме префрлување на топката, односно пинг-понгот меѓу судовите, обвинителството и политичарите, односно одговорноста на полицијата. Секој има вина, според мене, ама секој ја отфрла таа вина или ја префрла на друг, или вината се концентрирува на полицијата и на МВР? МВР е одговорно. Чиста одговорност има МВР, заради тоа што судот постапува по барањето на јавно обвинителство за одредување на притвор. Јавното обвинителство овде поведе постапка, скратена постапка за лесно кривично дело. И да беше побаран притвор, Груевски ќе избегаше. Сега тоа му беше должност, можеби да побара, меѓутоа вообичаено за ова кривично дело, што е релативно благо и за осуда од 2 години не се бара притвор. Меѓутоа, ако добро се сеќавате, Груевски на објавување на таа пресуда не беше присутен. Значи, тој, мислам дека и во тој ден, на тој ден беше некаде во странство, додека не му кажаа дека не му изречена мерка притвор и се врати. Меѓутоа, тоа е друга... Да, тоа е предпоставка. Тоа е друга предпоставка, меѓутоа, во случајов, забораваме еден факт. Груевски е точно, правосилно е осуден, имаше неколку дена, 3 дена имаше некаква спортска шанса, што би рекли англичаните, лисицата која ја гонат па и даваат 9 минути спортска шанса да почне да бега. 3 дена му даде МВР простор да бега. Му даде ли судот со оглед на образложението дека за викенд доставувачот не работи, па нема кој да му тропне на врата? Нема друго. Значи, нема друго. Постапката е таква. Груевски избеган во четвртокот навечер, во четвртокот дента беше донесена одлуката или во петокот дека им се одбива барањето, практично жалбата за одбиеното одлагање, меѓутоа мене ми е друго поентата. Значи, МВР и обвинителство, редовното јавно обвинителство, водат најсериозна кривична постапка, би морале да водат, веќе се сомневам дека нешто сериозно водат, за 27 за настаните. Мене никој не може да ме убеди дека Груевски таму не е прво осомничен како организатор. Да излеземе надвор сега. Било кој позорникар, полицаец да го прашаме што мислиш кој е организатор за 27, ќе ви каже Груевски. Од 10 пензионери во Жена парк ќе ви речат 9 ќе ви речат дека е Груевски. И сега главниот осомничен како организатор за 27 спрема кого полицијата мора да има оперативни сознанија постојано каде се движи, што прави, какви мерки превзима. Значи, ви се случува одеднаш и покрај тоа што има пресуда правосилна за и прашање на дене, 3 денат беше работата да МВР сериозно го обезбедува и тој во тие 3 дена да, само да напоменам дека полицијата можела да спроведе своевиден надзор над Груевски и законот и дозволува според закон за внатрешни работи, оперативни, да направи анализа, да направи проценки, да предпостави, да предвиди што може да се случи, а тој надзор не мора да биде сега ќе ви немав намера ова да го кажувам, меѓутоа во еден разговор на еден, не знам дали случајно или намерно организиран доручек, сериозни луѓе од странство ме прашаа со најмал број на зборови да го опишам Никола Груевски. Беа дојдени веројатно да помогнат нешто околу истрагите. И јас реков доктор Лектер од кога умираат јагнињата. И луѓето ќе се вратам повторно на вината на оние што дозволија тој да замине од државата. Најчевска, Туртевски вели дека не судот, туку полицијата е највиновна за неговото бегство. Од друга страна, секој ја префрлаше вината затоа што обвинителството велеа дека не побарало притвор, од друга страна ви образложивте дека тоа е лесно кривично дело, меѓутоа тој се гони и за други дела за кои што тие бараа притвор, па не му беше
одреден. Судот велеше дека еве 2 дена судскиот доставувач за време на викенд не работи, па не може да му затропа на вратата и ја доби таа спортска предност. Жане, тоа е шпанска серија. Тоа е шпанска серија. Тоа се изговори. Станува збор тука за судија, туку го употребуваме и многу убаво го употреби зборот Тортевски судот. Значи, овдека не станува збор за тоа едно лесно кривично дело, условно кажано, за кое што е веќе осуден. Работата е што против Никола Груевски се водат низа процеси пред судот, не пред еден конкретен судија. Тоа значи дека доколку судот, не судијата, имал намера да го обезбеди Груевски, имал намера да спречи на било каков начин бегање на Груевски, судот, не судијата, ќе нашол начин во било кој од овие процеси кои што се водат, а за кои што јавното обвинителство побарало притвор, да ја изрече мерката притвор. Значи не станува збор за делото, туку станува збор за личноста. И затоа не зборуваме за вина на судијата, туку зборуваме за вина на судот како институција, како орган кој што не ги употребил сите своји можности и не делувал на соодветен начин кој што ќе биде соодветен за конкретниот многу голем криминалец. А за јавното обвинителство, да ви кажам, еве сега пред малку една од јавните обвинителки од специјалното јавно обвинителство јасно и гласно во камера ни кажа дека за Мијалков не е побарана мерката притвор, дека и да има и најмало сомнение, тие ќе ја побараат. Најмало сомнение дека ќе побегне, најмало сомнение дека може да влијае на сведоците. Како може да нема сомнение дека човек од таков калибар, толку моќен, човек кој што има и мрежи, и врски, и можности, и пари, нема да побегне ако дојде до таква ситуација, или дека човек кој што ги има сите можни информации собрани кога бил директор на УБК, дека нема да влијае не само на сведоци, туку и на правосудни органи и на полиција и слично. Значи, ова е навистина едно многу непријатно искуство во кое што на здрав мозок не прават будали. Професорке, се извинувам само, професорке, значи сменете нашиот систем на кривична постапка. Значи сега судот нема овластувања самиот да превзема никакви мерки, независно што вие го зборувате, тоа е апсолутно логика. Да можел да прифати барање за притвор во други предмети. Тоа е зашто во друг предмет не е даден притвор. Тоа значи треба да се вратиме назад во периодот кога започна СЈО, сите барања такви беа одбивани и со тешка мака се избори СЈО за било какви мерки, одземање паспорт. Значи грешката. Значи судот има кривица и не смее да ја префрла на други. Во оној период, сега не сакам да зборувам вака. Денеска се покажа дека таа мерка може да се смени. Да, денеска се покажа дека таа мерка може да поможе да се смени. Слободанка Јовановска со двајцата што завршија денеска во притвор, исто така претходно имаат друга одлука. Се сложувам дека се можело да се смени, меѓутоа треба јавното обвинителство да го побара да се смени. Не може судот сам да рече без сериозен повод. Значи судот имал можност во одреден момент да изрече мерка притвор. Судот во одреден момент не изрекол мерка притвор во друг случај. Судот како институција, не како судија, како личност, има вина на својата страна. Мораме да ја правиме таа разлика. Институцијата суд не е извршила својата работа како што треба. Тоа е она кое што треба да се има предвид. Тоа се провлекува од оној период кога Груевски беше власт и кога имаше апсолутна контрола врз судот. Можеби СЈО погреши што кога се сменија работите не побара притвор.
Меѓутоа, само да кажам, Туртевски, самата Катица Јанева во интервјуто синоќа велеше дека Груевски редовно доаѓал на родчиштата, одел на работа, се било нормално. Успеа да ги излаже. Очигледно дека признава и таа дека таа била доведена како обвинител во заблуда. И сметала дека тој, меѓутоа само колечка да потсетиме на една ситуација. Судот исто така одлучуваше заради односите со Орбан, кои што ќе бидат деновија предмет на дискусија. Своевремено во октомври, крајот на октомври минатата година Орбан го повика Груевски кај него на гости, Груевски тогаш побара од судот да му го вратат пасошот за да одел на гости кај Орбан. Уште тогаш, сакам да кажам, значи во трајање на постапките се виде односот на Орбан кон Груевски против кои се водеа низа процеси. Беше многу јасно уште тогаш што може да се случи. Бидејќи следите и надворешна политика, вие, верувам и од мене подобро знаете какви беа тие односи помеѓу Орбан и Груевски и зошто македонските власти и судот тоа не го препозна. Она што и на нас новинарите ни беше јасно и го коментиравме. Мислам дека македонските власти во напорите да не изгледаат исто како претходниот режим, малку ќе употребам груб збор забегаа. Едноставно од желба да се покажат по-европски, да се покажат дека почитуваат процедури и закони, претера и дозволија на еден човек за кој што сите знаеме дека зборот не му тежи воопшто и дека е спремен на се и дека на крај памет не му е во затвор да оди. Мислам, не беше он таков политички калибар да се жртвува сам себе. До сега ни со еден потек не покажа дека се жртвува, туку напротив се покажа како личност која што само се обезбедува привилегии и жртвува се околу себе за он да остане недобрен. Мислам дека они во тоа настојување да се покажат колку е сменето се во Македонија направија маестрална грешка. Му дозволија на сега прашањето е дали е грешка, коментарите се дали е сега ќе ви кажам уште еден националното помирување. Еве сега ќе ви кажам уште еден пример денеска. Тоа е друга тема, за таа тема исто има мислење. Друга грешка, јас денеска бев шокирана кога стигна соопштението од СЈО дека Груевски нема имот, нема што да му се замрзни. Во секоја нормална европска земја се замрзнува имотот на поширокото семејство. Како во Македонија со толку промени се уште испаѓа дека Груевски нема имот? Мислам, зошто не му се замрзна становите на мајка му? Зошто не се замрзна сметките на мајка му? Зошто не се замрзна имотот на сопругата, на децата? Само да кажам дека пракса на многу богати луѓе, бизнисмени кои биле под истрага и политичари да се разведат за да имотот биде префрлен на сопругата и за да немаат ништо на свој име. Дури имало и такви случаи. Дека е тоа возможно се уште во Македонија. Деновиве, се извинувам што ја прекинав. Деновиве се води постапка со опис лажен собственик на имотот, а вистински е друго лице. Значи, знаат да го користат тој институт као лажен собственик на имотот, а всушност собственик е друг обвинет. Сакавте да кажете нешто околу тезата дали всушност се работи за неукос, незнаење? Јас по принцип сум против теориите на заговор, меѓутоа тешко можам да се справам со луѓето кои што во ова гледаат заговор. Значи, за нормален човек на вистина е тешко да поверува дека Груевски случајно избега, особено ми е симптоматична денеска изјавата на премиерот кај што вика дека нема пропуст ни една институција. Како нема пропуст? Факт е дека осудено лице ви напуштило државата, он немал потерница, меѓутоа имал стоп листа, значи не може да помине границата, нема пасош. Од земањето на пасош, независно што српската граница се поминува со лична карта, не може да се помине заради тоа што евидентирано во системот дека тоа лице нема пасош и не може да поминува границата. Значи, тоа лице ја напуштило државата. Вчера, од друга страна, имате изјава на министерот што е скандалозна дека сега судот и обвинителството треба да внимаваат на Јанкуловски и на Милијана Киевски и се едни од денеска Сабајле веќе одма експресно заврши во притвор, што е мешање во работата на судот недозволено, а напротив, обид за екскулпирање собствено од одговорноста. Јас пак тврдам дека најголемиот дел на одговорноста е на МВР, заради тоа што МВР мораше ова лице тие 3 дена комплетно да го покрива и да му го знае секое движење. Настрана тоа што фокус на насловна страна пред 3 месеци имаше прашање дали Груевски ќе биде пуштен да замине во Унгарија како дел од пазарот за гласањето на претеници. Тоа беше на насловна страна. Порано во комунизмот
МВР беше задолжен, имаше луѓе да ги читаат сите весници, да реферираат, да го видат размислувањето на уште повеќе оди граѓаните. на тезата дека го пропуштија едноставно. Најчевска конува оди и прилог и фактот што Даштевски во институцијата каде што е поставен уште во времето на Груевски му даде документ со кој што сега Груевски може да го приложи кон барањето за азил, каде што велеше во документот дека тој е жртва на политички судења, на жртва на судиката Кацарска и слично, и тоа всушност се гледа дека било осмислено. Не случајно бил изваден тој документ каде што во Унгарија нема да се види дали е Даштевски или некој друг, туку ќе се види која институција му го издала. Република секој Македонија. криминалец се разбира дека ќе направи се за да ја избегне казната, за да не ја одлежи казната, за да не влези во затвор и слично. И јас заради тоа повторно би сакала да потенцирам. Нема зашто да се бавиме со Груевски. Ние треба да се бавиме со структурите на власта кои што дозволиле вакво нешто да се случи. Беше спомнато овдека дека власта се труди да биде поинаква од оние претходно, па забегува. Јас не се согласувам со тоа. Мислам дека власта не разбира дека еднаквоста пред законот воопшто не значи истоветно постапување со луѓето, заради тоа што различни луѓе доаѓаат пред законот со различен статус, со различно богатство, со различна одбрана. Затоа кај Европскиот суд за човекови права вика треба да имаат еднакви можности за одбрана. Во тоа ја гледаат еднаквоста на луѓето пред законот. Значи, Груевски сигурно не е еднаков пред законот со некој собран од улица, кој што не може да си обезбеди ни адвокат, кој што нема пари, кој што нема средства, кој што нема мрежи и слично. Значи, тоа е проблемот. Тоа е несваќање на еднаквоста. Вториот елемент кој што не го свати оваа власт е дека мора да се деконструира институцијата груевизам, значи груевизмот во институциите. Тоа се прави прво со деконструкција во контролните механизми. Тие дозволија да остане Уставниот суд да и понатаму да биде дел од она што представува заштитници на режимот. Дозволија да не се формира антикорупцијска комисија. Дозволија да остане народен правобранител истиот човек кој што си седеше мирно и си мудруваше додека ги тепеа и влечеа по земја пратениците. Дозволија институција специјално формирана од страна на една диктаторска партија, тоест диктаторски режим со цел заштита на нивното дискриминирање и нивна заштита во спротивна ситуација, тоа е Комисијата за заштита од дискриминација и понатаму да обстојува. Значи, ништо не се промени. Истите судии во јавните обвинителства никакви промени нема, сите контролни механизми се исти. Како можеме да очекуваме било каква акција која што би го спречила Груевски едноставно да си ја употреби соодветната ситуација и се разбира да побегне. Со оглед на тоа што велиме да не се занимаваме со Груевски, некој требало да се занимава со Груевски, очигледно. Ако дозволите само, МВР има обврска да прави проценка за какво лице се работи и во зависност од карактерот, личноста, сторителот, општествената опасност на тоа лице, одговорниот мора да направи и проценка и кои мерки ќе ги превземе. Токму тоа ми беше зборот со колешката Јовановска. Со оглед на тоа што ние ги следиме и изјавите на Груевски, судењата и сето тоа, еве ќе видите, направивме една ретроспектива на неговите изјави во минатото. Тој цела година вели дека е политички прогонет, дека е политичка жртва. Дали вие, еве, со оглед на тоа што сето го опишувавме, се забележуваше дека тој прави очигледно некој простор за бегство, затоа што сега се поставува како политичка жртва. Ако ние новинарите сме известувале, сме потенцирале, зошто никој тоа не го забележал во контекст на тоа дека еден ден овој човек токму и на тоа ќе се повика доколку избега. Па вака, јас мислам дека Груевски реално никош не се сомневам дека Груевски ќе сака да избега.
знаејќи го тој човек како функционира, знаејќи ги неговите карактерни особини, ми беше сосема јасно дека тој ќе сака да избегне правдата. Од друга страна, секогаш има впечаток дека Груевски нешто баш некоја силна желба да живее во Македонија нема. Тој е човек кој што сака да се луксузира, кој што сака да живее на убави места. Практично последните години од мандатот он ги помина по странство со роад шоу. Мислам дека од 365 дена во годината 200 поминуваше во странство. Така што јас искрено да ви кажам му завидувам во моментов. Он си ужива во Будимпешта, што кажа еден дечко на Твитер, си диша чист воздух, веројатно ќе си оди по спа, а ние овде ќе се фрустрираме бидејќи ние уништи во голема мерка и иднината. Така што јас неговата риторика искрено речено не ја ни следам, бидејќи зборот на Груевски не тежи кој знае колку. Неговата риторика е едноставно циркузанска и еве каква беше риториката која што некој можеби требаше да ја забележи и неговата изјава и неговите изјави за сите судења дека се политички прогон. Христијан Становиќ ги собра тие изјави и тезата дека ова бегство е планирано. Напред планирал да побегне и да побара политички азил во земја која ќе го прими како бегалец од Македонија. Осудениот политичар постојано во сите судски постапки кои се водеа против него истакнуваше дека се политички монтирани процеси. Екс-премиерот во изјавите пред судот ги развиваше своите тези дека обвинителството нема докази, бомбите биле нелегално прибавени, а дека судиите се под жесток политички притисок за да го осудат. Во сите судски постапки против Груевски не беше изречена мерка притвор и тој речиси секогаш редовно се појавуваше во рочиштата. Поранешниот председател на Врховниот суд, Дани Илиев, смета дека од самиот почеток Груевски водел теза за политички прогон, за потоа да може да побара и азил. Тој пласираше теза дека ова е политичко судење и така. Еден од условите да добиете политички азил во друга земја, треба да кажете дека вие од својата земја бегате заради политички прогон. Тоа кој ќе оборзите, ќе видите како се спремала работата. Како наводна жртва, Груевски јавноста ја извести преку Facebook дека добивал закани по животот и сега пред унгарските власти приложи аргументи дека во Македонија бил ставен под силен притисок на политичкиот опонент. Ова судење станува фарса и сите овие судења. Стануваат една тешка фарса и го кажав тоа што го слушнавте дека ако веќе ја донеле одлуката во глава според начинот како се водат судењата, се чини како да е донесена одлуката во глава, нека не нема третираат, нека си ја прочитаат пресудата, да знаеме што е. Нас ни закажуваат на неколку дена рочиште, а на заев на 2 месеци. Вакви монтирани и политички судења не се паметат од почетокот на 20 век. Ни во турско, ни во српско, ни во бугарско, ни во комунистичко време. Да еден човек и неговите соработници заради политички мотиви биде вака атакуван со толку многу обвиненија и истраги. Едно од тезите на почесниот председател на ВМРО ДПМН беше дека се прави се за да се дефокусира јавноста од решавањето на спорот за името со Грција. Ако тој додека бил на власт ги прифатил барањата на грците, немало да биде ставен во ваква позиција. Ако се согласев на се што сакаа грците, ќе се согласите дека друга песна ќе беше денес. Но јас сум човек со принципи, пред се и со достоинство. Тоа е мојот одговор. Некогашниот премиер ја искористи собраниската говорница да и се обрати на јавноста. Во функција на пратеник, исто така од собранието на Република Македонија, тврдеше дека случаите се монтирани и направен е политички притисок врз судот. Па јас таа одлука искоментирав пред околу еден месец на пресконференција во парламентот, кога ги кажа сите информации кои што ги бев добил околу политичкиот притисок што судот веќе го имаше добиено неколку дена преходно, инструкциите што беа дадени од ВД председателот на апелација, во кој што таа укажава дека има од повисок фактор силен притисок да се потврди пресудата на првостепениот суд. Како што знаете, станува збор за политички прогон, за политички монтиран процес кој што се тера. Груевски доби и одлука од Комисијата за заштита од дискриминација за наводно нарушување на неговите човекови права во судските постапки. Комисијата која предводи Александар Даштевски донесе мислење дека на Груевски му е нарушено правото на правично судење врз основа на личен статус како екс-премиер и лидер на политичка партија. Даштевски во телефонски разговор истакна само дека одлуката е донесена со мнозинство и дека не може да дава дополнителни изјави.
Кривичниот суд ги отфрли ваквите мислења на антидискриминацијската комисија и ги оцени како директно мешање во независноста на судиите. Затоа поднеси иницијатива до собранието за разрешување на даштевски поради злоупотреба на службената положба. Груевски, откако побегна од лицето на правдата во Унгарија, дал сведоштво за причините за бегство, начинот на кој пристигнал во оваа земја членка на Европската унија, како и докази за неговото тврдење за политички прогон. Тој право на азил во Унгарија може да добие доколку му е загрозена безбедноста или пак ако трпи последици врз личните верувања. Процедурата за барање азил на политичкиот сојузник е во тек, потврдија од кабинетот на Виктор Орбан. Ова беа изјавите на Груевски и тој велеше мене не ми суди судот туку политиката. Туртевски, кога ги слушавме овие изјави, рековме дека тој дава политички оценки и кога има судење, све, меѓутоа очигледно не биле случаи. Вака кога ги собравме сите хронолошки. За вчера никогаш не сум направил погрешна проценка што требало да направам. Секогаш ми било проблем утре. Значи, сега кога го враќаме назад филмот, сите можеме да мудруваме дека да, тоа кога рече, тоа се спремал. Факт излегува дека одамна било спремано за Унгарија, тој не е таму туку така. Сигурен сум дека таму има пари, дека има имот, дека сега судот ќе го стави таму во некаков куќен притвор, во негов стан или изнаемен стан, каде што нема да му биде нарушен комодитетот. Значи, тоа е одамна подготвуван процес и не е сам во тој процес. Дури мислам дека и луѓе кои што сега се обидуваат да се додворат до оваа власт, знаеа дека таму ќе оди, го знаеа целиот концепт. Меѓутоа, што рече колешката, она дека тој ќе ужива, не ужива. Јас пред емисијата побарав да се најде една снимка. Пред 5 години Груевски беше во некој студио, можеби ќе ви текне на сите, пукна една сијалица. Тој беше спремен да почне да бега тогаш. Значи, од студио пукна обична сијалица и тој беше спремен да бега. Сега замислете во Будимпешта, ако сме ние доволно, значи, подготвени како држава, од време на време да му праќаме тројца луѓе кои што на улица ќе го поздрават најљубезно, така, некакви крупни момци и да му речат како сте господине Груевски, колку е часот. Значи, ќе му се зацрни животот. Тој во секој човек што ќе го среќава на улица, ќе се мисли дали е Европол, дали е Интерпол, дали е наша некаква служба. Значи, тој живее во пекол. Меѓутоа, тој го заслужил тој пекол и не треба да се бавиме ние со тоа. Меѓутоа, во однос на азилот, само би сакал да кажам малку. Пред 2 месеци во Унгарија е стапен на сила нов закон за азил и тој закон е многу прецизен. Орбан, за да му помогне на Груевски, ќе мора да го прекрши. Европратеник еден Јавор, се викат, денеска јасно кажа дека Македонија во Европската унија има статус на безбедна земја. Во тој случај Унгарија е должна веднаш да го врати назад, значи нема политички прогон во Македонија и нема право на докажување дека е политички прогонет. Значи сега треба Македонија добро да осмисли, да видиме, овој пат да не ни се случи одлуката на грчкиот суд. Знаете, ако се прати само за тенк, ќе бидеме во голем проблем. Тенк, објективно е тенко обвинение, треба да се види дали според унгарските прописи такво дело е предвидено, бидејќи нема да дозволат екстрадикција ако тоа дело не е предвидено во нивниот закон. Проблематична е имотната корист таму што е добиена, бидејќи Мерцедесот се уште го вози во владата. Тоа може да биде искористено. Да не се сомневаме дека Орбан ќе му овозможи најдобрите правници да го бранат во Унгарија и ќе ги задолжи да му најдат решение, што кај тенк нема, мислам да им биде многу тешко. Меѓутоа, од друга страна, ние ја плаќаме цената на нашата површност, на нашата мрза. Значи, судот во Грција ни одржа лекција дека значи, аболицијата, онака како што е поништена, е многу дискутабилна. И за мене од секојаш беше така. Тоа е правосилно завршен. Добро, тоа е нешто на што може и Груевски сега да се повика. Сигурно дека ќе се повика на другите постапки. И затоа во барањето за екстрадиција е многу битно да се нагласи тој момент. Дали може да се повика и да се оправда требаше да се искористи Ѓорѓе Иванов да биде осуден за незаконски дадена аболиција. И во таа аболиција, во таа постапка да се утврди дека тој не смеел да дава аболиција затоа што ја давал врз основа на непостоечки член од законот.
ќе биде користено и тоа во постапката. Значи, многу мора да бидеме сериозни заради тоа што ќе имаме работа со едно правосудство кое што ќе сака да му помогне, а од друга страна ние не смееме да им дадеме најмала шанса за да се одбие барањето за екстрадикција. За азил, јас сум убеден дека нема да го добие, бидејќи расте отпорот и во Унгарија, со примањето на Груевски и како си ја влошува положбата Орбан, заради тоа што докажува дека му се блиски диктатори, и тој, како што го Јавор, како што го оценува, е човек кој што ако му загусти, ќе го жртвува Груевски. Она што сепак е многу битно, како што напомена Туртевски, како ќе се сручи барањето за екстрадиција и врз основа на што моментот на тоа дека сме безбедна држава и исто така она на што ќе се повика Груевски, а тоа е на она на што се повика во Грција тамошните бегалци, колку е битно и всушност колку тоа може да влие. Од друга страна, додека трае постапката на азил, дали воопшто може да се побара и екстрадицијата. Значи, како всушност ќе се одвиваат овие процеси? Кај нас иначе се задоцнато и потерницата требаше 5 часа да се распише меѓународна, а 3 дена го бара дали е дома. Мора во рокот 40 дена да ги испратиме документите. Значи не е важно како оди процедурата таму и слично, ние мораме да подготвиме. Она што јас го гледам во моментов е дека Груевски се повикува пред се на загрозување на животот и се повикува на политички прогон. Значи ја нема спомнато аболицијата. И мислам дека основата на која што тој се повикува е многу лесно рушлива, заради тоа што тој нема материјален доказ за тоа дека му бил во било кој момент загрозен животот. Напротив, тој имал и обезбедување кое што му било дадено согласно законот, закон на кој што самиот кумувал и слично. Нема ниту еден атак кој што е направен, на кој што може да се повикуваме, дури нема ни директни вербални атаци кои што биле направени непосредно било кон Груевски, било кон членови на неговото семејство. Значи ниту имотот, ниту животот, ниту безбедноста не му биле фактички во ниту еден момент загрозени. Она на што другото на што се повикува, тоа се конструираните случаи, меѓутоа тука веќе доаѓа во прашање можноста некој однадвор пак да се меша во правосудниот систем. Значи независноста на судството е гарантирана не само на национално ниво, на внатрешен план, туку и од меѓународното мешање. Постои многу јасна процедура во која што може одредена судска одлука, која што била донесена на национално ниво, да биде отповикана, односно да биде адресирана, а тоа е Европскиот суд за човекови права. Значи, постои процедура во која што може да се адресира одредена одлука, таа процедура му стои на располагање на Груевски и самото тоа што тој не е искористил, покажува дека тој да не покажува верба кон националните закони, туку едноставно сака да ја избегне одговорноста во однос на своите кривични дела. Туртевски ја спомена можноста дека нема може да му се даде азил и тоа би било можеби погубно за Орбан, меѓутоа јас тука имам дилема дали му е попатна станица Унгарија, дали може ќе замине за друга земја, дали овој план има пошироки размери и слично. Јас не сум сигурна дека Орбан нема да му даде азил. Мислам дека Орбан ќе направи се да му даде време да си најде трајно решение. И до сега Орбан се покажа дека е многу отпорен на притисоци. Без оглед што го смени законот, без оглед што денеска цела Унгарија му се смее, бидејќи си го погази сам на законот, без оглед што нема како да објасни како влегол Груевски во Унгарија, покрај таа нели жица што ја стави сите тие работи. Едноставно, јас мислам дека он е профил на политичар кој што може да издржи такви притисоци, кој што не држи до политички морал и кој што го гледа интересот. Ја мислам дека Орбан се покажа лојален пријател на нашата бивша власт и дека ќе направи се што може да му помогне на пријател, да го вдоми, што би рекла. Ја мислам дека е платено. Како и да, има некој бенефит за Великовичката. Јас мислам дека е платено. Орбан, тој профил на луѓе немаат пријатели,
Мислам дека е дебело платено, однапред е ова договорено и тоа дебело, значи Орбан сигурно не е сиромашен човек, меѓутоа е платено заради тоа што Груевски имаше неограничени пари, така што и за него имал сериозни пари да го купи ова, меѓутоа околу ова заканите. Само ќе морам да пуштам реклами и ќе се навратиме на заканите или ако сте сосем акус, затоа што Миомир Серафиновиќ е во Унгарија, очекуваме негово јавување во моментов и јас не знам дали е во Будимпешта или некаде пред Будимпешта, пауза за реклами па ќе го вклучиме Миомир Серафиновиќ од Унгарија. Како што веќе најавив, Миомир Серафиновиќ беше на пат за Будимпешта. Доколку можеме да воспоставиме контакт со него, Миомир, какви се тамошните коментари на медиумите и освен она од Орбан официјалното, што всушност се впечатоците за влегувањето на непознат начин на Груевски во Унгарија и засега барем никој официјално не лоцираше каде тој всушност се наоѓа таму. Па да, за не ве слушам добро овде во Будимпешта, само можам да кажам дека од она што успеавме или да го прочитаме, да го најдеме во унгарските весници кои излегуваат во Будимпешта, на некои од нив, како што се надам не можат да видат гледачите од сликите што ги пративме, а Груевски се наоѓа дури на насловната страница, додека кај некои воопшто не е ни спомната нели таа операција на неговото бегство од Македонија во Унгарија. Најинтересен наслов имаше во вестникот Невшава, во кој стои дека Орбан му верува на македонскиот Орбан. Станува збор за вестник со социјалдемократска провиненција, видејќи така нели стои под нивниот наслов, под името на вестникот на насловната страница, и во таа статија во тој текст стои дека оние што се занимаваат со азилантските прашања се чудат зошто за Груевски важи една процедура, додека за останатите азиланти кои исто така бараат политичка азила, се например од тие така наречени несигурни земји, важат други правила. Или се опишуваат правилата кои од лани во март се воспоставени во Унгарија, поради што нели Унгарија претрпи критики во Европскиот парламент. Тие строги правила за прием на азиланти, на баратели на азил се дека тие не може да влезат во државата, во Унгарија, освен туку мора да бидат сместени во транзитни центри, ги има 4 на број во Унгарија, а прво мора да се пријават за азил веднаш по доаѓањето на границата, и додека не им се процесуира тоа нивно барање, зеландско барање, барање за азил, тие воопшто не се ни пропуштат да влезат во Унгарија. Македонија, како што кажава, како што нели знаат сите, спаѓа во тие така наречени сигурни земји, од каде не се дозволува прием, односно поднесување на барања за азил во Унгарија и по европски правила и по посебните унгарски правила. Значи, бидејќи Македонија земја членка кандидат земја кандидат за членка на Европската унија, таа спаѓа во сигурните така наречените сигурни држави, од кои... Да, Миомир, доколку се слушаме и за ова дискутиравме овде со гостите, дека спаѓаме во една од безбедните земји, меѓутоа дали воопшто има наводи, предпоставки, пишувања, информации, како всушност стигнал тој во Унгарија, затоа што таа жица што е таму поставена нели за да ги спречи мигрантите не е случајно таму, и дали воопшто некој предпоставува каде се наоѓа, затоа што тие демантираа дека не се наоѓа ниту во вилата на Орбан, не се наоѓал хотелот Коринтос, вели не бил нивни гостин, дали воопшто има такви шпекулации, затоа што нема официјални информации барем овде? Па ниту во унгарските медиуми не се пласираат такви информации за точната локација каде во моментот се наоѓа Груевски. Се предат разни приказни и веројатни и неверојатни как на кој начин тој успел да стигне, да ја прескокне Србија и од Македонија да стигне во Унгарија. Една од приказните беше во весниците која се пласира дека наводно бил дури маскиран како жена, иако такви податоци
такви докази нема наведени од каде им се тие информации. А единствена официјална информација која успева да ја проверат е дека тој не се пријавил, не го поднел барањето за азил во транзитните центри, односно на границата на Република Унгарија, туку успел да дојде, да ги помине тие 10 километри од српската граница до Будимпешта и во главната канцеларија на нивната институција која е надлежна за прибирање барања за азил, да го поднесе. Значи, успел да стигне во центарот на Будимпешта. Тоа се официјалните информации кои власта или овдешната власт ги пласира официјално со она назнака која важи во меѓународното правило дека поединечни барања за азил нема да коментира додека траат процедурите. Значи, всушност никој не ја кажува, не го кажува патот, трасата и начинот како Груевски успел да стигне, да ги помине тие 200 километри од границата со Србија до центарот на унгарската социјална полиција. Миомир, ти благодарам за овој прв извештај од Будимпешта. Ќе бидеме во контакт и понатаму, доколку имаш нови информации во 21:30 се вестите на Телма. До следно слушање и видување. Продолжуваме ние овде со дебатата. Еве, ова е извештајот на Миомир, кој што всушност официјално е утврдено само дека не се пријавил во тие транзитни центри, дека бил во центарот на Будимпешта, нема официјално објаснување како всушност стигнал до таму и затоа сега е и непознато и каде тој се наоѓа. Ние застанавме во однос на заканите за Груевски како можност за добивање на азил. Факт е од друга страна дека тој пак имаше и телохранители доделени од државата, како што напомена Најчевска. Значи, јас сум сигурен дека имало закани спрема него, меѓутоа имал закани бидејќи тој е криминалец од голем маштаб, од неговото обкружување криминално. Оние луѓе кои што ги натерал да направат кривични дела за него и кои што сега се чувствуваат изиграни од него и дека ги оставил на цедило, тие луѓе му се закануваат. Меѓутоа, никаде во светот ниедна држава не дава азил на криминалец кој што неговите компањони сакаат да му се осветат заради тоа што ги оставил на цедило, дотолку повеќе што нашата држава се обидува цело време институционално да му го решава проблемот. Значи да се види дали направил кривично дело и го штити со 6 телохранители цело време. И тој аргумент ќе мора да се користи. Она што вие го напоменавте и уште на почетокот е дека никој не понесува одговорност. Факт е дека од вчера до денеска никој не се занимава со прашањето дали ќе се поведе истрага кој дозволи Груевски да избега од Македонија. Зборувајќи дали тој имал јатаци во институциите како полицијата, дали некој од судството му дошепнал каква ќе биде одлуката. Да кажам дека ние новинарите само забележевме дека го снемало на Вибер во четврток попладнето е. Да, некако побегна воопшто од јавноста поимот истрага. Никој од институциите не вели, добро, имаме сега една ваква ситуација, значи човекот побегнал, ајде да направиме истрага, прво за да видиме кои се тие кои што учествувале во бегството, кои се тие проблематични делови од институциите заради кои што било можно вакво бегство и кои се тие кои што можеби и во иднина можат да помогнат во слична ситуација. Отсуството на вакво спомнување од страна на извршната власт, мислам дека мора да биде адресирано од страна на собранието. Значи, собранието е највисокото законодавно тело, меѓутоа тоа е и највисокиот контролен механизам врз извршната власт и покрај тоа што некогаш забораваат дека се тие повисоко од извршната власт. Тоа значи дека собранието може да формира адхок комисија, може да формира посебна комисија со која што ќе иницира истражување на еден ваков случај, затоа што станува збор на вистина за неверојатен преседан, значи станува збор за проблем на неказнивост на многу висок функционер кој што е обвинет за многу големи прекршувања на законот. Тоа значи дека очекувам во наредните денови, доколку навистина се уште имаме парламентарци кои што држат до своето достоинство, да иницираат формирање на ваква комисија и да започнат под
потурнување на власта да се изврши длабинска и сеопфатна истрага за целиот случај. Колички, денеска утврдивме и дека собранието не само што не покринува за сега никој иницијатива за истрага или адхок комисија, туку само неговото работно место ќе си остане. Тој ќе зима плата, само ќе му ја намалуваат во рокот 5% од месецот, дури и ќе зема плата Груевски за сето ова време. Како всушност и вие го коментирате ова генерално нефункционирање можеби на институциите во намерата да се направи на навистина сериозна истрага како е дозволено Груевски да избега, затоа што ова прашање ние го поставуваме дури кога се случува убиство. Убиството на Мартин Јанушев не се знае, меѓутоа цело време го поставуваме прашањето како е дозволено тој да избега. Го поставувавме и прашањето цело време и како избега и претходните луѓе како Даравелски и останатите. Значи, и за вас прашањето зошто никој не поведува никаква истрага? Мислам дека таа истрага треба да се ја води МВР, без оглед што МВР е една од институциите што е одговорна за тоа. Јас не би сакала да видам такво тело во собранието, бидејќи на крај ќе се претвори во на политичко препукување и ЕПП. Политичко ЕПП. Така што мислам дека тоа нема да биде ефикасен модел. Она што ме шокира мене е денеска е абсурдот на нашите законски регулативи и абсурдот, да кажам, на нашето однесување и на парламентарците. Во ваква ситуација, вие да барате некаква си процедура и следење закон, кога имате осуден криминалец што избегал преку граница и вие да му ја намалите платата од 3%. Мислам, тоа зборува каква држава е Македонија. Јас мислам дека Тала Џафери, како спикер на парламентот, требаше да го вложи својот авторитет и да рече јас му ја замрзнувам платата на Никола Груевски. Во Македонија има луѓе што немаат што да јадат. И ние ќе му даваме 2000 евра на Груевски, на осуден криминалец кој што и се подсмева на државата од Будимпешта. Мислам дека ова зборува каква држава е Македонија и какви институции има. Јас мислам дека сите парламентарци денеска требаше да си го вложат својот авторитет, да си го покажат авторитетот, па дури и тие од ВМРО кои што лицемерно денеска даваа изјави дека бараа одговорност за бегството на Груевски, дека они не го поддржуваат. Што може уште да не изненади Тортевски? Ова го поставувам како прашање дека властите се изненадени, што може уште да ги изненади нив? А може сите да избегаат што се осудени? Снег во февруар. Не, да избегаат сите што се осудени. Јас исто не се сложувам дека комисија, хувер одамна има речено, ако сакаш некој проблем да не го решиш, формирај комисија. Овде треба внатрешната контрола на МВР и обвинителство да проверат дали одговорни лица кои што морале да го следат Груевски, пак ќе се вратам. Најмногу заради тоа што мислам дека мора да е прво осомничен во некаква претходна постапка за 27-ми, тогаш полицијата има најмногу можности законски спрема некој лице да превзима одредени мерки. Да, очигледно не бил вако, не побарале мерки за ништо за него, не бил никаде прво. Тука треба да се види пропустот, да се види и треба да се утврдува. Значи сега како ние вчера ве гледав на оваа емисија, јавна тајна е дека 300 евра е поминување преку див премин, 500 евра е поминување преку официјален премин. Тоа беше цена за мигранти. Добро, меѓутоа очигледно на некој начин овде е поминато. И не може премиерот да кажува дека сите извршиле одлично работа. Ова ми личи као на операцијата беше многу успешна, ама пациентот умре. Да, меѓутоа ја префрлија топката кај судовите вчера министерката за одбраната. Инаку ќе не изненади, еве ќе видите, ќе не изненади многу, мислам брзо, за неколку месеци ќе застари и предметот Шамариво центар. Значи веќе може и тоа да се случи. Ќе видите дека тоа ќе се случи. Најчевска, сега прашањето за одговорност доправа ќе видиме дали ќе го покрене некој освен ние и вие, значи ние новинарите и вие од вашата фела. Меѓутоа за крај, например, дали верувате дека Груевски ќе биде вратен во Македонија? За жал јас не можев да го пуштам прилогот бидејќи има уште 2 минути каде што ние нотираме кој се избега од тука.
и кој не се врати и знае на каде е. Значи, јас прво не верувам дека Министерството за внатрешни работи има капацитет да направи ваков вид на истрага без надворешна контрола. Не, треба да даде извештај за своето работење. Дефинитивно нема таков капацитет. И кој е капацитет. контролниот механизам што може да го провери самиот министар? Мислам дека во моментов треба да се употребат надворешните контролни механизми и мислам дека формирањето на таква комисија во собранието може на некаков начин да ги присили структурите во извршната власт да ги превземат действијата кои што би требале да ги превземат по силата на законот. Значи не таа сама комисија да прави нешто, туку да ги поттикне на вршење на нивната должност. И дефинитивно мислам дека мораме многу силно, многу упорно, многу систематски и континуирано да бараме одговорност, реална одговорност на оние кои што биле на функција и чие што должност е да внимаваат системот да функционира. Има уште една шанса. Агенцијата за разузнавање е надлежна за оние кои се надвор од државата и кои што се бараат. Верувате ли дека Агенцијата за разузнавање ќе го направи тоа што не успеала да го направи МВР, да превенира, да не избега таа да го пронеде? Слободанка? Не сум толку експерт на тие прашања. Претпоставувам дека во описот на работата им е тоа и дека нешто знаат да работат. Веројатно нешто им може да направат. Она што во овој случај ми паѓа во очи е дека, например, Даравелски, кој што е 400 километри од кај нас, практично 15 години, ако не и повеќе, си ужива во Белград и никој не го бара. Јас мислам да имаше капацитет оваа држава и овие институции да функционира како што треба. На секоја средба на високо ниво со Белград требаше да се бара Даравелски. Дали тоа ќе се случи и сега, 15 години? Може да се случи, многу лесно. Со Груевски? Да. Па веројатно, Груевски добро знае дека ако се врати во Македонија, веќе нема да излезе од притвори и дека ќе биде осуден. Точно си ги знае делата, знае дека 25 години затвор ќе добие и ќе ги вложи сите средства да се влече по европските судови. Меѓутоа, ме чуди многу што отиде во држава на Европска унија. Ќе видиме дали му е тоа трајна или попатна станица. Тоа повеќе ме плаши тоа, дека му е попатна станица, дека од таму ќе отиде на некоја дестинација каде што тешко ќе го врати. За крај само да кажам дека јас колку што се сеќам во мојата новинарска работа, ниту еден министер досега не одговараше за оние што му им избега преку границата и што, како што кажа колешката, и 15 години и повеќе живеат надвор. Воопшто реалната одговорност кај нас некои од другите структури, така што сега исто така се сомневам дека некој воопшто ќе понесе одговорност. Меѓутоа треба да научиме да бараме и треба да научиме да притискаме во одреден момент, да дојдеме до ситуација, да ги научиме дека кога ќе речат одговорно тврдам, тоа значи дека ако нешто не се оствари, да потсетам дека ние Тамбурковски го најдовме, бевме кај Даравелски дома, разговаравме со Владо Димов. Значи имаме многу такви искуства, за жал затоа сме песимисти. Еден твитерџија напиша денеска дека на Триумфалната капија, ако се стави еден бројчаник за колку луѓе избегале, тој ќе покаже поголеми цифри од колку пари што успеале да вратат до сега. Да, добар твит за крај на оваа емисија. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телма. Во 21:30 имаме повторно јавување од нашиот репортер од Будимпешта, Миомир Серафиновиќ.